Драги наши пријатели на Вкусот на традицијата, добре ни дојдовте во уште едно издание на нашата емисија со рецепт на денот. Голем поздрав од комплексот Етносел Тимчевски и од нашата екипа од Алфа телевизија. Драги мои, најчесто ми се случува, нели, после завршувањето на една емисија ќе изгледате и така натаму и ми пишувате на Facebook, на страната на Вкусот на традицијата, каде што и многу одамна имам објавено од мојот готвач, македонски традиционален готвач, рецепт за старински сутлијаш. Значи, тоа е десерт кој што се верува дека потеклото е од Турција, меѓутоа превземен со години тука кај нас и посебно тоа што Македонија е поднебје каде што произведува ориз и е многу лесно да се направи овој рецепт затоа што оризот е достапен кај нас, но уште се вели од минатото дека сутлијашот бил омилен десерт на беговите, на агите, на султаните, на царевите и така натаму, кога сакале да им погодат, им правеле сутлијаш. Сега имаме, нели, многу модифицирања на рецептот за сутлијашот. Најчесто знаат сега да ни кажат дека имаме сутлијаш кој што не треба да го мешаш. Нели, ставаш мало филџанче, вода, се по рецептурата што е. И тоа го препорачуваат за младите и така натаму, да не мора да му двори. Ти кога правиш сутлијаш, ти мораш да му двориш, така. Но овој сутлијаш што денеска ќе ви покажам како се прави, тоа е најстариот рецепт. Како да се двојат зрната, да не биде она сплескано, да биде како каша или како нешто лепливо, неубаво, туку зрнцата да се двојат, а ми се допаѓа тоа што на времето кога бев дете, кога ја гледав мојата мајка, кога ќе ставеше кора од лимон ке нарендаше во сутлијашот, ние се утепувавме од јадење, не знаевме кој повеќе да земе. И затоа, нека знаат сите, а за вас едно подсетување, а оваа емисија специјално ја посветувам за новите домакинки или за оние што веќе заборавиле и така натаму, како се прави старински сутлијаш. Значи, ски си земете една чаша и со таа чаша мерите. Ке ни треба една чаша ориз, еден лимон, кора од лимон, ке ни треба 7 до 8 супени лажици шекер, 50 грама пудер, малку масло, цимет за одозгора за наросување, ке ни треба 2 чаши млеко и вода 3 чаши. Но никогаш не се држете точно на рецептот за водата. Зошто? Не знаеме оризот колку вода ќе приме. Обично оди, нели, 1:3. Затоа имаме ние 2 млеко, 3 вода. Затоа што ќе направиме крем, не може да направиме како ориз манџа, кога ќе правиме ориз става една чаша ориз, 3 чаши вода. Но овде имаме повеќе затоа што ќе добиеме еден кремаст, старински традиционален сутлијаш десерт. И доколку сакате, можете лешниче, бадемче, кои што се и солени печени, да фрлите малку од озгора, или суво грозје, или брусница, или не мора едноставно ништо да ставите, туку ставете само цимет. Сега, водата веќе врие во тенџерето, а не случајно ја ставив овде да врие. Затоа што сега ќе направам следното. Во тавче прво ќе го испржам оризот. Тоа е многу важно и тоа со путер. Или порано го правеле со кравјо масло. Или ако немате тоа, ставете зејтинче. Ете така. Нека се стопи путерот, но ќе му додадам која капка масло за да не ми изгори путерот. И тука ќе го пржам оризот. Ако ќе го испржам, тој нема да се лепи после. И
ќе го ставам оризот во водата што врие. Ќе му додадам уште малку. Ете така. И секогаш имајте си нормално дали млеко, дали вода екстра, за да додадете, затоа што не знаеме, нели, што ќе направи оризот, колку ќе земе. Ете така, нека си има путерче повеќе, го ставам оризот да го испржам. А многу е важно оризот да се стави во вода што врие. Тоа е најважно. Не во студена вода, туку во вода што врие. Еве, да го земе маслото и путерот. Оризот, малку да ја смени бојата. Јас го знам овој рецепт, затоа што секогаш кога сум била дете сме јаделе ваков сутлијаш. И сутлијаш вообичаено се правеше во недела. Во недела за после семејниот ручек, неделниот ручек, десет многу често беше сутлијаш. И треба да се навраќаме на тие стари наши навики. А доколку сме ги заборавиле, јас топло ви препорачувам да се вратиме на нив. Еве го оризот супер си е. И дури, тука можете да му фрлите и малку шекерче, ако сакате, па да има некој карамелизиран вкус. Но јас нема да го направам тоа. Шекер ќе си ставам екстра при крајот. Ете така. Еве, веќе почнуваат зрната да се двојат, да стануваат убави како лакирани, така. Водата ни врие. И ќе го додадам млекото кога оризот ќе ја земе цела вода. Тогаш ќе го додадам. Пржењето е многу малку, неколку минути од како ќе почне да врие. Еве го што прави, гледате? Еве, веќе путерот си прави пена, што значи време е. Ќе го принесам ово овде. Ова ќе го исклучам. Така. И сега го правам ова. Ете така, намалувам сега температурата на оганот и мешам. Значи намалувам на тивко. Сега она ќе спласне. Ете така. И ќе видите како ќе ја земе цела вода. Тука не додаваме шекер, ништо не додаваме. Лимонот, кората од лимонот и шекерот ќе ги ставиме при сам крај. Чекам, мешам се додека не стивне крчкањето. Така. Еве го полека стивнува. И тоа е маката за овој старински сутлија, што навистина треба да му двориш, треба да бидеш над него. А ние македонските жени сме познати по тоа дека сме учени да двориме. Дали на јадењето, дали на семејството, како и да го завртите, не ни бега дворењето. Така, сега ќе го оставам и ќе го чекам. Ајде да видиме до каде. Гледајте што направив како едно искуство, да ви кажам. Скрос ја намалив, значи температурата на оганот, чисто само да тишти, што велат старите. И така да не морав многу да стојам нели до него.
и за кратко време, исто како кога се прави брз ориз со кромит и бибер и пченка или грашо како ставите, 2 минути трае пржењето на кромидот со оризот, ставате врела вода, го затворате тенџерето и го исклучувате оганот. На тој принцип, тоа знаење си го искористи во правењето на сутлијажот. Еве го. Ама нигде доле не е потфатен, никаде. Никаде не е потфатен. Еве го. Дури оризот е сварен. Сега уште ќе му... Значи, нема подобар начин за подготовка на сутлијаш од ова, верувајте ми. Еве го. Готово веќе крчка, никаде, еве, гледајте. Никаде не е потфатен, никаде. Сега му го ставам млекото. И вака, може би на почеток ќе ви изгледа дека сега треба да чекам да се свари млекото, да достигне температура и така натаму, но не е проблем. Веднаш оризот млекото ќе го земе, сега тоа ќе си зоврие, полека, на тенане. Ете така, и повторно на истиот принцип. Значи, го затворам тенџерето, така, и оно сега ќе почне да си крчка со се млекото, потоа неколку пати пак ќе го промешувам се додека не почнува ептен да се згуснува. И тогаш го додавам шекерот. Шекерот и ќе го нарендам лимуна. Значи, не заборавајте, ако го направите оризот, и кога треба да му ја додадете водата, доколку додадете ладна вода, веќе вкусот нема да биде тој и многу време ќе ви земе додека го направите сутлијаш. Затоа водата врела, пржен ориз, помешајте го тоа и одма. Дури понекогаш, верувајте ми, ни млеко не сакам да ставам, знаете, толку е убаво и вкусно тоа. Така, сега ќе го оставиме да си прокрчка. Сега можам само малку да зголемам температурата. Останете со нас додека го направиме сутлијачот. Ете, тоа е тоа. Што најчесто кога правите сутлијаш, нели зафаќа од оздола. Ова е рецептот што нема да ви зафати ништо доле. Тенџерото ќе биде чисто, што се вели, само со вода да го исплакнете. И веќе е готово. Еве и млекото го зема и водата. Да му ставам шекер сега, значи шекер можете и 5, и 6, и 7, и 8. Тоа е лично. Личен избор. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нека биде благичко. Промешувам. Сега мора да проврие со шекерот. Таман оно ќе проврие додека јас ставам ванилин шекер и нарендам кора од лимон. Еве малку ванилин шекер. Ете така. И кората од лимон. И ќе добиеме еден прекрасен десерт. Во кој што ќе уживаме сите. Некој сака да стави портокал, подозгора стават сладко од смоква, со што сакате. Чоколадни трошки, рендано чоколадо, топено чоколадо. Така, сосем е доволно ова.
Тоа е тоа. Леле, каков мирис. Исклучувам. Толку е. Браво, значи, ќе го послужам на традиционален начин во земјени садови. И ќе го оставиме да се излади. И потоа ќе го пробаме. Ќе уживаме. Он кога ќе се излади, ќе се стегне. И ќе дојде како пелт, ќе се, мислам, баш онака, дури и со нож да го сечеш. Ете така. Па ова салам порции се. По 2 кутлачи доволно и туку уште малку ќе додадам. Така. Тука можам. Еве сега вака. Еве, погледнете. Тоа што ви го зборувам. Гледате, ништо нема на тенџерето. Прекрасно. Сега малку цимет ке наросиме. Ова ме потсетува на детството. И ќе го оставеа сутлијашот во собите во кои што не се грееше, каде што беше студено. И кога одевме на гости исто, и од таму кога ќе ни го донесоа ладен, убав кремаст. Прекрасно. И сега можеме само вака малку да направиме. Така. Да навлезе циметот. Така. Нашиот сутлијаш е подготвен, драги мои. Ке чекаме сега. Ке чекаме да се излади и еве на некој од нив ке ставиме и по некој лешниче вака. Така нека има. И тоа е многу кога ќе си каснете малку лешниче со сутлијаш. Уф. Еве само на 3 ќе ставам. Прекрасно. Останете со вкусот на традицијата, се гледаме кога ќе се излади нашиот сутлијаш. А вие направете го, драги гледачи, во секое време токму по овој старински рецепт. Се гледаме. Драги наши пријатели, еве го нашиот сутлијаш подготвен, изладен, значи прекрасен. Еве, погледнете каков е. Значи за мерак. Како е ова добро, погледнете, како да е лакирано секое едно зрнце од оризот. Тоа беше тајната на овој старински рецепт, како што го правеле нашите баби и прабаби.
е токму тоа вистинско решение и верувам дека на сите вас многу ќе ви се допадне. Ве потсетувам, еве, да се навратиме на традицијата, на нашите корени. Знаеме сега дека е нешто во тренд, во мода, овес, па нешто банани, па тесто, па нема брашно, па нема ова, па нема тоа. Значи, јас си сакам, сакам и почитувам се она што е здраво, но си го сакам и старото, и традиционалното, и сето тоа. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата со мислата на денот, дека доколку со чиста совест и мирно срце можете да им посакате на луѓето околу вас сето она што би сакале на вас да ви се случи, тогаш со сигурност можеме да кажеме дека вие сте добар човек. На здравие, се гледаме, драги наши пријатели, во следната емисија. Довидување!